civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Што вашето мислење за растечките политички и етнички мотивирани тензии во нашата земја? Кому тие му идат во прилог, а кои губи од тие? Добро, политичките тензии, етничките тензии, постоеле и мојата перцепција, лична перцепција е дека тие се можеби сега најмалку од сите периоди во минатите 30 години откако постои Македонија како независна држава. Мислам дека на почеток на независноста имаше многу повеќе и полека таа се губи. Мислам дека таа кулминираше 2001 година кога беше војната и после тоа полека ја мислам дека постојат одредени политички партии, можеби и политичари поединци, па можам да речам и некои невладини организации, многу ретко, кои што работат за да се изрази таа етничка тензија, меѓутоа луѓето веќе мислам дека се изморени, иако секогаш во една популација постојат екстреми, така да и популацијата и албанска, и македонска, и српска, и турска, и ромска, секаде постојат екстремисти и ќе постојат, такви постојат и во Европа и во целиот свет и тоа е нормално да постојат, меѓутоа мислам дека во квантум се многу малку. Количински се многу малку. Што може да се направи во овој поглед, да се исправи или да се? Мислам дека политиките кои што ни се импонираат, посебно сега ако се почне периодот и преговорите со Европската унија, мислам дека ќе бидат тие луѓе уште помалку атрактивни. Мислам дека немаат никаков импакт врз мое лично мислење, немаат никаков импакт врз општеството генерално во Македонија, иако велам тие биле и ќе постојат, меѓутоа немаат некакво влијание врз секојдневното живење и врз развојот на државата. Превентивно самите избори покажуваат колку тие политички партии успеваат да добијат гласови на такво подигнување на етнички тензии и затоа мислам дека се помалку атрактивни и полека не треба ништо да се направи, само да им се дозволи нека го кажат тоа што го имаат. Веќе кажав и во Европската унија и кај нас ќе постојат такви политички партии кои што ќе имаат по 20-3 пратеници и ќе бидат екстремисти од едната или од другата страна. Која е вашата оценка за политичките состојби и процеси по предвремените парламентарни избори што се одржаа во јули оваа година? Добро, значи на 15 јули се одржаа изборите, парламентарните избори, иако мислам дека пандемијата со COVID-19 имаше огромен импакт врз резултатите во парламентарните избори. Мислам дека огромен број на населението, посебно тоа кое што работи надвор од државата, мислам на нашите иселеници, не беа во можност воопшто да дојдат. Знаете, тогаш почна и одредени рестрикции повеќе да се затвараат граници, да не им се дозволува да дојдат во Македонија. Знаете, Македонија беше нон-стоп како црвена зона во Балканот, зона кај што имаше барем на милион жители најголем број на заразени, меѓутоа и најголем број на морталитет, значи смртни случаеви на милион жители и се уште, ако не се лажам, сме меѓу лидерите во целиот свет, да не зборам за регионот и кризата, пандемијата имаше огромен ефект врз резултатите на изборите. Исто така сметам дека изборите не беа и ниту фер, ниту демократски, иако некој вика па во 5%, во 3%, во 7% од целата територија на Македонија, и ОПСЕ и ОДИХР ги дадоа во првичните нивни, ги дадоа забелешките дека имаше купување на гласови, имаше гласање на луѓе кои што се починати. Тие факти ги дадовме и на Државната изборна комисија, меѓутоа и во управниот суд. Меѓутоа, нормално, ние секојдневно збориме дека судовите се политизирани, крајно политизирани и не би очекувале од тие судови да одлучат некако поинаку. Така да ние како алијанса со алтернатива од резултатите сме
сме презадоволни, да речем, ако има некоја партија која што има раст, тоа е Алијанса и Алтернатива. Меѓутоа, составот, бројниот состав на парламентот после изборите веќе е проблематичен. Значи, овие цифри што ги имаме после изборите на сите политички партии, мислам, гледате дека има едно мнозинство кое е многу кревко, кое е многу нестабилно и несигурно. И со ваков состав, ја мислам дека тешко ќе биде да се тера на долг рок. Гледате дека ДУИ, која е една од, ја често велам, канцерите на општеството во Македонија, повторно е дел од новата организација и повторно тој канцер веќе метастазира во владата, кај што има сега многу поголем удел и можност да уценува и да ги проблематизира одредени работи, и затоа ќе биде тешко функционирањето. Ние како опозиција, повторно и опозицијата веќе брои 58 со 62, ви велам, тоа е кревко мнозинство кое што не знам колку ќе тера и колку ќе функционира. Да не збориме за закони кои што ќе бидат тек во следниот период, посебно со европско знаме, за кои што ќе треба и двотретинско мнозинство. Мислам дека и политичките чинители во Македонија се многу антагонизирани едни со други и не знам, периодов можеби треба да се размисли и за широка коалиција или евентуално и за со локалните избори идната година да се размисли и за предвремени парламентарни избори, бидејќи било каква комбинација, било што да составиш, од едно со друго некои работи не одат, например ДУИ со Алијанса и Алтернатива не оди заедно, ВМРО со СДСМ не оди заедно, сите други комбинации ќе ви извадат бројка од 61, 62, 63, што е нестабилно за функционирање. Преоѓање на Алијансата и Алтернатива не одат заедно, не те одат заедно. Како ќе настапи на следните локалните, до година имаме локални? Алијанса и Алтернатива заедно настапија на парламентарните, ќе настапат и на локалните заедно. Коалицијата е многу стабилна, супер функционира и нема шанси нешто што може да не одвои. Барем за сега зборам, понатаму се е можно. Отстапа ќе правите ли во смисла на градоначалнички места и така? Апсолутно, значи политика е компромис. Со Алтернатива ние веќе размислуваме на долг рок. Уште не сме разговарали директно, меѓутоа зошто да не и да се споиме во една заедничка политичка партија. Ова не е разговарано официјално со нашите коалициони партнери, меѓутоа долгорочно после локалните избори би требало да ја отвориме и како тема, а за локални избори, барем за сега, дефинитивно и сигурно ќе се одиме заедно. Меѓутоа, уште сега размислуваме дека уште од првиот круг на локалните избори треба да настапиме и со една, можеби, политичка партија од другите етнички заедници, например турска, ромска, да се прошири тој коалицијски круг, да речам, и зошто не веќе размислуваме и евентуално да настапиме уште од прв круг и со некоја политичка партија, македонска политичка партија, бидејќи нашето искуство од минатите локални избори 2017 година ни покажа дека е идиотизам ти да излезеш сам, а твојата партија со која што конкурираш, противник, да излезе со коалиција со една македонска партија. По ова како што оди, ја не знам што ќе се случи до нова година, оти може да се случат работи кои што ќе не изненадат сите. Ако не се случи такво нешто и ако одат заедно ДУИ и СДСМ, ние ќе бидеме во позиција да размислуваме евентуално на долг рок, можеби да соработуваме и со политичка партија ВМРО, или ако се случи да се разделат СДСМ и ДУИ, или да не одат заедно, тогаш да се размисли опцијата евентуално да се оди со СДСМ од прв круг. Меѓутоа, секако треба како политичка партија Алтернатива Алијанса, заедно како коалиција, да земеме уште турски, ромски партии кои би ни се приклучиле за локални избори и една македонска партија од првиот круг. А не ли би се слеале во една партија Алтернатива и Алијансата? Или... Да, ви кажам дека не пред избори, после локални избори, би размислиле и би ја отвориле оваа тема, дека убаво би било да се одржи некаков
конгрес во кој што би се обединиле двете партии. Како локалната самоуправа во Гостивар се подготвува за интеграциите во ЕУ? Мислам дека кажавте веќе во првото прашање, но сепак малку подлабоко. Да, добро. Колку се почитуваат европските вредности? Во Гостивар генерално ви велам, често кажувам дека Гостивар е Македонија во мало. Таму живеат процентуално горе-долу како на ниво на република, само што е спротивен бројот, албанците се повеќе, македонците се помалку, турци, и е град кој што рефлектира, можам да кажам, позитивно повеќе од сите други градови и можеби е пример за сожителство како општина. Полека не дека почнуваме, туку спремаме и екипи кои што се спремни евентуално за понатаму да конкурираат и на европски фондови, кои што и овој период генерално како општина по повеќе проекти сме конкурирали и имавме и имплементиравме одредени проекти, така да и периодот која што е пред нас ќе продолжиме со подготвување на екипи кои што ќе бидат подготвени да конкурираат во тие фондови за да има инвестиции на локално ниво. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.